بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدع، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم ما بعد. Zahvalnost mu pripadli samo na Allah Đelešanu, zato što samo Allah Đelešanu je dostojan da mu se pravi fala. Salavatu selam od miru i spasod neka bidan na našeg pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetot do sunniot den. Svjesni sme u koje vreme živeme. Vreme во кое се зголемило фитне, фесад, разврат. Како кажал пегамбер алейхи салам, дека ахире заман, последно време, што повеќе време се доближува до кијамет, теа фитне секојдневно ќе се зголемува. Како меуџул бахар, кажал пегамбер алейхи салам, ќе доаѓаат тие фитен. Како морски бранови, едно по едно, уден. Како тие што се редени на тоа, тие дрва едно до друго плетени, во тие за спиење во земја што се става, така тие фитнина едно по друго ќе доаѓа. Везани ќе бидат и плетени тие фитниња. И секој едно фитне ќе гледат поголемо од тоа претходното. Секој едно ново ќе гледат уште поголемо. Вака ова време, овај заман во кој живееме. Денеска ни гледат едно фитне што се случи моментално големо, утре или задутре тоа фитне е многу помало во однос на тоа што доаѓа. Спасени ќе бидат тие што ќе ги спасит Аллах Джелешану од тоа фитне. За да се заслужи овај спас од Аллах Джелешану, ова заштита за да се заслужи од Аллах Джелешану, треба да се барат од Аллах Джелешану за да се добие теа нешто и да се има дела со кои ќе се добие таа заштита од Аллах Джелешану. Никако да не помислиме, да не излажи шејтан на нас, дека ние припадници на Ислам, дека ние муслимани, дека ние имаме некои аламати, елементарни работи од дин, физиономија, наши суннети кои ги имаме на наша физиономија. Тоа што припадвиме на овај дин, тоа што припадвиме на некој менхеж, нема да биде доволен спас за нас. Ова на нас нема да не спаси само. Јас сум од овај менхеж и готово е. Јас сум од овај дин муслиман, готово е. Ја имам ла илаха илаллах, готово. Не, ова не доволно, ова не доволно хич. Ова само една отскочна даска за ти да се спасиш. Само една наклонетост од Аллах Джелешану што ти ги дал овие нешта. А ако мислиш дека ти со овие нешта, што припадвиш на Ислам, што припадвиш на некој менхеж, што имаш некои аламати, знаци на овој дин ке тебе, дека тие ти се виза за џеннет, грешка е. Голема грешка. Прво нешто да знаеме. Аллах Джелешану вели: "Вама халактул џинна вал инса илля лијабудун. وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقًا وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ." Allah вели: "Навистина ги створив џин инсан да ми бидат ибадет, да ми пред на мене." Само за тоа се створени, главна максат, цел, инсан, ја и ти што сме створени и џин исто, да бидиме робови на Аллах. Да бидиме аби, робови, да правиме сежде на Аллах, да му бидиме покорни на Аллах Джелешану, главна цел. Другиот курански ајет одма после него: "وَمَا أُرِيدُ минхум ризқа." И јас, вели Аллах, од нив не барам ризк. Аллах од нас не бара ние сами да се обскрбиме. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ
И не барам од ними, вели Аллах да ме нахранен на мене. Не барам ништо од ова, зашто ова е ке Аллах Джелешану. Аллах Джелешану го дава тоа кому сака. Ова го дават Аллах Джелешану кому сака. Ова е многу битно во наш живот, ова парола да имаме секогаш, дека и ти робови, роб, абд, роб од Аллах Джелешану. И да знаеме дека во онај момент, кога го изгубиме овај максат, ова цел за што сме створени, дека ние ќе бидеме оттргнати од милоста на Аллах Джелешану. Дека помошта од Аллах нема да биде со нас. Ќе бидеме оставени на милост и на немилост. Во онај момент кога ќе го изгубиме ова нешто, роб да бидеш ти од Аллах Джелешану. Како кажавме во џеннет, нема да влеземе со овие елементарни работи. Вели Аллах Джелешану: Јауме ла јанфау малун ва банун. Ден, вели Аллах, во кој нема да имате корист вие од вашето богатство и од вашите деца. Нема тоа на вас никаква корист да ви направи во судниот ден. Си имал многу деца, си имал големо богатство, си имал позиција, углед, дереже, степен во дуња, ова хич нема да ти поможи ке тебе, илла мен ета Аллаха би калбин салим. Освен онај кој ќе дојде ке Аллах Джелешану со чисто срце. Не чисто срце како имаме ние табијат да кажеме, имам чисто срце. Чисто срце во тефсир дошло очистено твоето срце, тамам чисто од ширк, од нифак, од дволичност, од шек, од шубе и од сите други кибар, други неубави сифати и својства кои ги знаеме, кои Аллах Джелешану ги забранил ке нас да виде тие нешта, ако ги очистиме наше срце до еве тамам, тога ќе бидеме спасени. Тога ќе имаме успех, само ова нешто мој да не спасим на нас. Ние веруваме дека ел-иману језиду ва јанкус. Језид бит таат ва јанкус бил мааси. Ние веруваме дека иманот се зголем вид и се намали. Таква акида има Ахли суннет вал џемаат. Се зголеми со послушност на Аллах, а се намалат со грешење према Аллах. Ја и ти често треба да внимаваме на нашиот иман. Во какво стајне, во каква ситуација е нашето верување. Затоа што дека во верување дека немој да се двојно место. Дека или се зголеми или се намалат. Овие две хало е иман. И затоа ја и ти треба често да се преиспитвиме. Често да внимаваме на ова иман. Затоа што не знаеме кога ќе се преселиме ке Аллах Джелешану. Со каков иман, со какво верување ќе се преселиме ке Аллах Джелешану. Многу во ова време патвен на тие искушенија, како кажавме, теа фитне. Фитне може да биде наши жени, наши деца, наше богатство, наша трговија, да биде фитне во место во кое живееме, да биде фитне ситуација на муслимани, хал на муслимани, све ова може да биде фитне да влијај. Искушение да влијаат ке мене и ке тебе на наш иман. Да влијаат, да имат удел, да имат утицај на мојот и на твојот иман. Како Аллах Джелешану вели: Ја ејюхеллезина амену, инна мин азваџикум ва ауладукум адум лекум фахзархум. Овие што верувате, навистина дел имат помеѓу вашите и жени и деца кои се ваши непријатели. Бидете опрезни спрема нивија. Шејтан отворен, мој и твој непријател. Дин душман отворен, мој и твој непријател, и го знаеме. Овие се отворени и со нивно име и со нивни дела против нас. Ја и ти, во што мојме да падниме е наша жена, наша фамилија, наше деца, наше богатство, ова мој да биде себе. Нивните дела да биде себе, ја и ти, овие да ни биде наши непријатели. Ја и ти да залутаме, да скршниме во џехеннем, поради делата на овие, поради тоа што го баре ти од нас, поради тоа ја и ти што го кратиме од овај ден за да му удоволиме на овие жени и деца. Поради овие нешта, мојме ми е да скршниме. Затоа Аллах вели: имате помеѓу вашите жени дел, помеѓу вашите жени и деца непријатели, не бидете опрезни спрема нивија. Не се овие непријатели како шејтани, како куфар и како други, него делава нивни, постапкиве нивни мој да бидат наши непријатели, мој да утисвен на мојот и на твојот иман, на моето и твоето верување,
И треба да бидеме опрезни во ова за да не паднеме во ова нешто. Никако да не помислиме дека ја и ти не можеме да паднеме, дека не можеме да скашниме. Како денеска на многу не му е јасно како филан алим скршнал. Како филан алим залутал. Како филан брат го нема денеска во намаз. Го нема денеска никаков аламат на него од сунне. До вчера бил тој што се тупал во гради за овој дин. До вчера бил тој што повикувал во тој сунне, денеска е против тој сунне. Тие водичи и тие нешто што се тупале за овој дин во гради, што биле спремни за све, денеска ги немаш. Ги немаш нигде. Затоа и ти треба да се често прашуваме каде наш хал, каде води наша ситуација, каде ја и ти се движиме. Денеска ни е чудно како кажав некој да залута, некој да скршни, некој да излези. Ова беше не треба да ни биде чудно, ова беше во време на пегамбер алейхиссалам. Имаше човек прима ислам додека пегамбер алейхиссалам беше евреин, прима ислам, почна да пише да објава ке пегамбер алейхиссалам. По известно време направи рид да излезе од вера. Отиде ке Егуд, почна да збори лошо за пегамбер алейхиссалам. Пегамбер алейхиссалам преше дуа против него, Аллах желешану да го усмрти и да над него да се мокрет кучињата. Го закопае прв ден во гроб, Аллах желешану следниот ден го извади од гроб. Вториот ден го извади од гроб, третиот ден го извади од гроб, подлабоко и рекоа ова е казна која ја пушти Мухаммед на оваја. Знаеа, убедени беа, веруваа во тоа. И го оставија така, поминуваа кучина и вршија нужда на негово тело. Човек пегамбер алейхиссалам во време на пегамбер алейхиссалам го учише цело сура Бекара од пегамбер алейхиссалам. Отиде кај Муселем ел-Кедаб, ке овај што се представljаше лажен пегамбер дека е пегамбер, му вети дека ќе биде близок до него и направи ридде од ислам. Не мора да биде вакво ридде денеска. Не мора човек вака да влезе во кршćanство, во ехудизам или нешто друго. Доволно е да биде непријател на овај дин, а да се представја дека е од овај дин. Доволно е да ги војуват верници. Доволно е да ги шпионират верници. Ова е ридде, брат. Сакал ти, признал или не признал. Или некој други признал или не признал. А ако ти се правиш интисаб дека си муслиман, ти ако велиш дека си муслиман, али ако еве некој сифати, некој својства ги имаш ке тебе, кој се ридде, ти си излего. Има вакви многу браќани денеска, што не внимавале на нивни дини, што не пазеле и не чувале на нивно верување. Ова било порано, е сега и ќе биде утре, али ја и ти да не бидиме од тие кои ќе бидат искушани на овој начин. Се пренесви во време на Омер, ради Аллаху ан, пренесви Ибн Џаузи, рахимахуллах, еден крал по име Џебелете Ибн Ейхем ел-Гасани. Овој беше крал од Кисра. Во едно кралство го имаше во негово владење. Пушти писмо до Омер. Му реше, сакам да примам ислам. Сакам да бидам од вас. Омер му одговори, бујрон имат за секого во ислам место. Ова голема киса, само главниот дел од ова киса. Кога дојде овај, кај Омер дојде со 500 којнаници од негово кабиле, 500 којнаници и тој прима ислам. Живее малку време и во истава година овај со многу муслимани од Медина заминае во хадж во Мекка. Додека правеше таваф, еден од сахаби го згази во негов ихрам. Поминувајќи го згази во негова гелабија ихрам, го згази и му падна тоа, му се откри авра. И овој го зеде тоа, се покри, го удри на овој сахаб во нос и го раскрвари негов нос. Овој сахаб дојде ке Омер ради Аллаху ан, му реше вака и вака и вака, Џебеле Ибн Ейхем ел-Гасани. Го викна Омер пред него. Ова имаше уште во него немаше исчистено некој работи. Уште го имаше тој кибар, како крал. Не можеше ова да го спушти ниско. Како многу денеска не може да го спушти хакот. Му рече Омер, праша на двајцата која беше киса, му каже ова, рече Омер, ова не е доволен оправдание за ти да го удриш и да го раскрвариш во нос. Две, рече, хукмот е две нешта. Или овај да ти прави халал на тебе, да бараш халал, или да те удри тој тебе во нос, исто да те раскрвари, како ти го раскрвари него. Рече тој мене, ја рече крал.
Бев до вчера крал, како тој мене. Омер му кажа во ислам имат правда. Немат крал, немат сите се равноправни. Му објасна многу работи. Джебеле рече дај ми еден мувлет до утре, рече да одлучам што да правам. Ова вечер Джебеле собра негови блиски сојузници и замина кај кајсер, направи ридде. Рече ова не дин, рече. Како мој тој мискин рече да ме удри мене. Како многу денеска не му се јасни многу прописи од динја. 20 години во дин, дејне и ноќе во дин, кога дојде некој пропис од дин, не му е јасен. Не го прифашта това. Негов разум, негова аналогија, немој да го прифати никако. И го луфтира това, го војува това нешто, ни против ова нешто. Како овој Джебеле. Не можеше никако да прифати, да му врати тој со иста мера како вели Allah што му нанеси штета на нему. Замина кај кајсар. Кога слушна за ова кајсар, му даде многу големо богатство. Херакел. Рим, Херакел. Му даде големо богатство и му го врати тој углед што го имаше све вретја. Почна негов живот да функционира повторно како крал. Омер ради Аллах не го заборави него и тие што отидоа со него. Пушти еден пратеник кај него да го види каква негова ситуација. Кога дојде кај него, виде уште му каже која е негова палата, кога виде овај сахаб каква негова палата, знаеше каква негова ситуација. Слично со Херакел. Влезе во негово место, кога го виде на него, вели сахабов што го пренесе тоа ривајат, Ибн Џаузи, рахимахуллах, сахабов што го пренесе тоа, вели, го видов во кревет, негови дршки беа од злато. Се доближав до него и вели прво што ме праша, како сте вие муслиманите таму? Се зголемвите или се намалвите? Како на сите тие мунафици што интересират прво прашање. Вој напред работа или не вој напред? Рече, елхамдулилlah, многу повеќе од кога вие избегавте, многу уште повеќе дојда во динја. Добро, второ прашање. Како е Омер, јани? Како има табиет многу да се прашат мака, како Омер, јани? Рече, елхамдулилlah, многу подобро, јани, од кога го вие што го оставиште. Многу подобро, негово здравје, многу подобро, рече. Кога го слушна ова, се налути многу, имаше, се вели во ривајато, две жени, што му учат поезија на него. Му рече, учите поезија. Од Тhabit, ради Аллаху анху, овие поезии ги читаше, ги учеше пред ислам, за големината на римското кралство, на империјата. Да му се фали на овај сахаб. Али кога заврши со ова, ја наведна негова глава и почна да плачи. Джебеле. Ибн Ейхем. Му рече, само за еднаш лаканица оставив такво нешто, рече. Само за еднаш лаканица, рече, западна во ова што ме гледаш мене овдека. Знаеш, само за инат. Само за инат, брат. Го остави дин само за инат, за еднаш лаканица. Го остави дин. Почна да плачи, овој сахабелите, јас почнав да плача, како го гледат него дека плачи. И на крајот рече, прати му селам на Омер и на сахаби таму. Не прима ислам овај, умре како вака. Кога дојде кај Омер, прво нешто Омер го праша, зашто не знаеше. Дали тој настана насрани, дали бидна од насрана дараше, бидна насрана. Дали пиеше алкохол, рече, пред тебе тука, пиеше, рече, алкохол. Рече, го побрза неговата награда, што ќе му беше дадена во ахирет за ова дујна. Неговата трговија пропадна. Елхамдулилlah, Аллах Джелешану го оддалечи од нас. Колку малку, а колку голема пропаст човек мој да напредвеше. Секогаш да имаме на ум ахирет, секогаш да имаме на ум тој дженнет, секогаш да имаме на ум средбата со Аллах Джелешану, секогаш да имаме на ум тој хесаб што ти и ја, секој еден од нас ќе го прави директно со Аллах Джелешану. Да не продајме ахирет за ова дујна, кога не вреди цела дујна, со незино богатство, незино уживање кај Аллах, во очи на Аллах Джелешану, николку едно крило од една мушичка. Не вреди, не е вредна. Таква вредност треба да направи секој ден од нас ке него, да се труди, да ја смали вредноста на дујна ке него, за да не го залутат ова дујна на него.
За разлика от други сахаби, първо Аллах Джелешану, да не бидиме от тие како овај, джабеле, да не бидиме от тие како Аллах вели, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Има вели Аллах Джелешану од луѓето, што велат дека вервиме во Аллах, што велат дека вервиме, и што го обожаваме на Аллах Джелешану со шек, со шубе. Го обожаваме на Аллах Джелешану само ако му се пасира на нему теа нешто тие наредби и нешто што иде од Аллах Джелешану. Видите Аллах, ако го погоди на него некое добро, тој се смирви, ти се расположби. Верви во Аллах, ако му е добро све. Видите Аллах, ако го погоди на него некое фитне, некое искушение, ќе се врати назад пак по старите стопалки и ќе пропадни, вели Аллах Джелешану, и во дујна и во ахирет. И тоа е јасна пропаст за него. Не треба да го обожаваме на Аллах Джелешану за да добиеме дујна. Не треба да го обожаваме на Аллах Джелешану само да ни е убаво дујна. И кога дојде некое искушение, да не го обожаваме на Аллах Джелешану. Напротив, тоа треба уште повеќе да се зголеми мојот и твојот иман. Вели Аллах Джелешану: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي الصُّدُورِ الْعَالَمِينَ. Вели Аллах, имате луѓето што велат дека вербиме во Аллах. И кога ќе бидете искушани поради Аллах, кога ќе бидете клени на искушение само ради што вели дека вербам. Ани велиш вербам и ќе бидеш клен од Аллах само за тоа што велиш вербам. Велите Аллах и ќе го напред теа фитне како казната од Аллах Джелешану да е ова. Ќе го остете овој дења. Само поради теа фитне што му го нанесиле луѓето. И ќе го остете тој, ќе го спореде теа со теа што Аллах Джелешану ќе ги казни. А кога ќе дојде некоја победа, кога ќе дојде некое радосно нешто од Аллах Джелешану за верниците, ќе речете инна кунна маакум, и ние бевме со вас. Вака права мушрици во Мекка. Кога пегамбар сам се вратеше од некоја битка со победа, и тие што не беа во таа битка му веле и ние бевме со вас во битка. Зашто дојде некоја победа од Аллах Джелешану, дојде ганимет да се делите и ние бевме со вас. А вели Аллах Джелешану залема, Аллах Джелешану не ги знае градите на сите светови. Она што го крие секој ден Аллах Джелешану, го знае теа нешто. Друга работа, Абдулла ибн Хузафата ес-Сахми, ради Аллаху анху, овој сахаби, во време на Омер ради Аллаху анху, падна во заробеништво во раци на римјани. Кајсер го заробе овој крал, викна му, порече еден од тие, овие што ги заробивте муслиманите, донесете го кај мене. Го донесе Абдулла ибн Хузафата ес-Сахми, ради Аллаху анху. Му рече да ти го дам пола кралство, да го оставиш тоа вера. Да видиш Несара, кршćanin, ти го давам пола моје кралство. Рече да ми го даеш твое кралство цело и кралството на твоите предци, твоите татковци, дедовци, нема ни за секунда да излезам од ова вера. Рече добро, ставете го во замбана. Пушти ја побара најдобрата, најличната жена што мој да го заведим на него. Не ставија во не, ја понудија голема пара ако го заведиш на овој човек. Влезе во челија каде беше Абдулла ибн Хузафа, ради Аллаху анху. По извесен период излезе таа надвор и ја праша што направи, рече тој не знае дали кај него влезе, уште не знае дали влезе маж или жена. Не ме ни погледна, не знае кој влезе во негова замбла. 3 дена не му дадоа да јајти да пие на Хузафата, ради Аллаху анху. После 3 дена му понудија вино и свинско. Да јајти да пие. Хузафа рече, Абдулла ибн Хузафа рече, вие знаете, а ја подобро знам од вас, дека ова мене ми е халал сега. Можам да јадам и да пијам, зашто пред крај ми е животот. Че умрам. Дозволено е да се напиеш и да каснеш, за да не умреш.
Ама рече, нема да ви го приредам теја задоволство на вас, рече. Нема. Нема таа сласт да ја осетите вие, за да се подбивате шега со ислам и со муслимани. Кога го виде овај кајсер, каков иман има тој човек, рече, едино остави уште една проба. Врзете го во дрво најдобрите стрелци и гаѓајте близко до негово тело, да помине стрели од негово тело. Во ова гаѓање повторно го прашуваше дали го сакат негово кралство, дали ќе се откаже, никако не се откажуваше. После ова, рече, одврзете го донесаа кај него, стави еден голем сан со масло, го усвите тоа масло, двајца од сахаби ги фрлија во ова масло, ги убија. Почна да го носат и на Абдула ибн Хузафе ради Аллаху ан да го фрлат во ова масло, почна да плаши. Кај се рече, сега шанца, рече, овај сигурно се плаши. Рече, зошто плашиш? Рече, не плашам од страф, плашам зашто немам души, имам зашто само една душа, а немам души колку што имам влакно во моје тело, за да ми излегвит една по една во Аллаховиот пат. Му рече, овај крал кога го виде ова азиме, кога го виде овај иман, му рече, дали, рече, си спреман да ме бакниш во моја глава за да те ослободам. Види што се сахаби сега. Му рече, че те бакнам, ова еден шарт, рече. Ако ги ослободиш и други муслимани што се во затвор, не само за тебе, да се спасиш ти. Да не се клават и тие во такво искушение како Абдула ибн Хузаф. Ги ослободи на сите, тој го бакна, се вратија во Медина, кога Омер слушна за ова, се качи во худба и повика, хак му е на секој еден муслиман да го бакне во глава на Абдула ибн Хузаф, ево ја првиот сум. Го бакна Омер и потоа сите муслимани. Кога почнаа да го бакнува сите муслимани, Абдула ибн Хузаф му рече, Омер, ти рече сакаш ове да ми окубет косала ни од баквење за да се направам ја како тебе челав, рече. Да немам влакна во коса ја како тебе. Треба секој еден да внимава доброволно на иманот. Работа што се зголемите се намалви, не да не моми шејтан дека се во место. Ова не се во место. Или угоре или удолу. Некои од средствата, од начините, од методите на кои се зголемите се зацврстит иманот. Број еден Кур'ан. Да учиш и да читаш Кур'ан. Со размислување. Со тедеббур, да мислиш во тие ајети. Број еден, за да се зацврстиш овај нур од Аллах Желешану. Ова јаже едина веза директно со Аллах Желешану. Ова е број еден за да го зацврстиш твојот иман. Гледај и учи Куран, број еден. Кога ти е најтешко, врати се во Куран. Кога имаш проблем, врати се во Куран со мислење, не само читање како папагал. Ова нема да ти поможи ништо. На еден ајет ние знаеме, сме читале сите табини, таму табини, цела вечер мојче намаз со еден ајет. До сабајле го повторил, еден ајет. Не е финтава да прочиташ многу. Работата е да разбереш тоа што го читаш. Тие се Аллахови зборови, Аллахов говор, нур од Аллах Желешану, упатство од Аллах Желешану. Пегамбер алейхи селам кога почна да добиват објава. Прво кога го виде на Џибрил алейхи селам од Хира пештера, кога излезе во негова големина, 600 крилја. Едно крило од исток до запад покрива цела сама. Се уплаши многу пегамбер алейхи селам. Се врати дома, се покри со чебе и од голем страх, од голема возбуда се трешеше целиот ја. Зем милиони, покрите ме. Аллах Желешану му го пушти Џибрил алейхи селам повторно, да му доноси друга објава. Не секирај се, че има џеннет за тебе, Не. Средства за да ти се зацврстит иманот. Средства за да се зацврстит иманот. Ја ејухел муземмил, оти покривен, оти завиткан. Кумил лейле илла калила, стани во еден дел од ноќта. Нисфаху ау инкус минху калила, пола или малку помало од тоа. Аузид алейхи ва раттилил Кур'ана тартила. Или зголеми од тоа и читај Кур'ан онака како ти се објавјат. Читај исправно Кур'ан. Втора работа е ноќен намаз. И Кур'ан, овие две нешта, заедно. За да го зацврстиш твој иман. Сахаби табини.
се секирале ако му избегал една вечер ноќен намаз. На Пегамбер алейхиссалам никогаш не му избегал ноќен намаз. Пегамбер алейхиссалам секогаш во долги ноќи читал Кур'ан и кланал намаз. Овие две нешта се најголеми средства за да ти се зацврсти твојот иман, за да ти се зачува твојот иман. Едно од работите што ти го зачува твојот иман кога ти станеш ноќе, ова знак дека Аллах Джелешану те избрал да бидеш ти добар роб на Аллах Джелешану, дека си добар роб на Аллах Джелешану. Најголем проблем што ја и ти не можеме да читаме Куран, не можеме да станеме ноќен намаз, мухаддиси, муфесири велат затоа што ја и ти преку ден многу џуна правиме. Многу гревови правиш преку текот на денот и тие те гушат во твоја постела да не можеш да станеш да правиш ноќен намаз. Ми разговараме за ноќен намаз, за само не правиме муабет, зове пет намази. Ноќен намаз. Себеб дека ти имаш многу гревови во текот на денот, вака рекла улема, затоа не можеш да станеш во текот на ноќта. Друга работа, викар, да го спомниш на Аллах Джелешану. Едно со уста, има разлика, и да имаш концентрација на Аллах Джелешану. Секогаш да биде присутноста ке тебе ке Аллах Джелешану, дека Аллах Джелешану те гледа, те проматрат, те слушат, знаеш што зборуваш, што мислиш, што криеш во срце. Вели Аллах Джелешану кога ги пушти на Муса алейхиссалам, и на Харун ке Фираун. Вели Кала, рекоа, Раббана иннана нахафу ан јафрут алейна, ау јатга. Вели Аллах Джелешану за Муса алейхиссалам и за Харун, вели Аллах ти рекоа, Господару наш, ние се плашиме дека тој ќе не казни, ќе биде лош спрема нас, или ќе не залута, или ќе ни направи иште поголема штета на нас. Вели Аллах Джелешану, Кале, ла тахафа, иннени ма'акума асмау ва ара. Немој да се плашите, рече Аллах Джелешану на Муса алейхиссалам и на Харун. Јас сум со вас, слушам и гледам. Све слушам и све гледам. Себеб за ова, дека Аллах ги гледа, дека Аллах ги чува на ними, вели Аллах Джелешану, идхаб, му рече на Муса, идхаб анта ва ахука би ајати вала танина фи зикри. Ја Муса, одај ти ке него, одај ти и твојот брат ке него, со моите знакови ке него и немој да ме избришите од вашата глава. Немој да ја заборајте таа веза меѓу мене и вас. Никако немој да ја заборајте таа веза измеѓу мене и вас. Добро е човекот да го спомни Аллах Джелешану, да го има при све секогаш, да ги знае големините на Аллах Джелешану, својствата на Аллах Джелешану. Ал-Из Абдус-Салам, овај султан на улема го нарекле, од табиини. Ал-Из Абдус-Салам. Отиде едношка ке султанот што беше во теа време. Почна да му зборува со голем глас, да му ги кажи неговите мани, слабости и пропусти. И тој му преговори за таа, му рече, ама тоа беше од татко ми остана. Му го цитираше ајето, и кога тие ќе прават нешто, ќе рече, ние ги најдовме само нашите татковци вака. Почна да му вика на голем глас и излезе напор. Ој вели што беа присутни везирите се трнаа настарна, за да не се извалкаат од крвта на Из Абдус-Салам, мислечи дека ќе го убие. Кога излезе напор, едно негови талебина му рече, ја професору, ја шејху, зошто рече на таков начин зборуваше и немаше страх вичи од него, јани? Зошто не се плашеше? Рече, кога дојдов ке него, пред да дојдам ке него, јани, во моја глава ги гледав сифатите и својствата на Аллах Джелешану, дека Аллах Джелешану над све, дека Аллах најмоćен, дека Аллах над аршот, над курси. И кога го видов него, вели, ова споредба со ова големина ми дојде како едно мало маче, јани. Како една мала китта, како едно мало маче. Вака верникот треба нон-стоп да има контакт со Аллах Джелешану, врска со Аллах Джелешану. Треба да се грижиме за нашиот нефс. Да му правиме тербие на нашиот нефс. Иманија. Имански да го подготвиме нашиот нефс. Што поише го спозниме на Аллах Джелешану, поголема страв ќе имаме ке нас. Најповеќе се плашат од Аллах тие што најповеќе знаат. Колку ми знаеме, толку се плашиме од Аллах Джелешану. Да гледаме како сахаби беа казнувани за тој иман. Какво искушение претрпеа за тој иман.
да го научиме овај дин добро, да научиме добро акида, за да не памниме во искушение, да не памниме во соннежи, како еве денешни фитнења, зашто денеска од ова фитнес се излеги само со знаење да го спознаеш овај дин, да го гледаш овај дин. Друго нешто, тербие на твојот нефс, да ги научиш тактиките, финтите на твоите непријатели, почнувајќи од шејтан и све надолу, и да ги знаеш сплетките кои ги прават за да не памниш во нив. И четврта работа, те деруваш, да одиш во динов степен по степен, да почнеш од тие основни работи, ништо да не оставиш, да мислиш дека ова малку, дека ова не вредно, ќе одам погоре, не, со ред да ги земаш сите нешта, да почнеш со нафилина полека, за да го зголемиш твојот иман. Да се барат насиха од учени, од алими, од побожни, од добри робови. Од учени, од алими, од побожни, од добри робови, од искусни верници, од добри верници, за некој проблем што имаме во животот, да се бара насиха, совет, да се земат од ними. Ова е едно од средствата за да го зацврстиме нашиот иман. И Аллах Желешану вели на крајот: "Алем я'ни лилладина аману ан тахша кулубухум ли зикрилlah ва ма назала минал хаққ." Вели Аллах, а зарем не е време за тие што верват во Аллах Желешану да се плашат нивните срца кога се спомнит Аллах Желешану и кога се спомни теа што е објавено од хак. Зарем не е време да се плашат верниците од Аллах Желешану кога се спомнит Аллах и кога се спомни теа што е објавено од Аллах Желешану. Ел илму кала Аллаху ва кала Расул. Динов цел, знаењето е, рече Аллах, рече Пегамбер алейхиссалам. Али денеска како од генерации рече филан може, рече филан алим, рече филан алим, никогаш во живот не рече Аллах рече. Треба еден верник да се научи број еден, рече Аллах Желешану, рече Пегамбер алейхиссалам, рекоа сахаби, рекоа табини, вака сорет дави. Не да почвите од мазат јани. Рече филан може, рече филан може, рече филан може. Иншаллах Аллах Желешану да даде разбирање од овие работи, да напред од оне кои ќе се грижиме за нашиот иман, кои ќе го преиспитвиме нашиот иман, за да не залутаме и да не скршниме. Субханакаллахумма ва бихамдик, нешхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.